Денес дојде денот, 20 декември, мојата книга "Зураджиската традиција во Република Македонија" да виде бел ден, односно јавно да го објавиме нејзиното излегување од печат. Самата поместена материја опфаќа доста информации поврзани со зураджиската традиција во Република Македонија и не само тоа, повеќе за инструментот, повеќе за музиката, повеќе за свирачите на овие инструменти и секако контекстите, односно настаните на кои овие инструменти биле дел од животот на нашето население. Значи, во студијата, во монографијата се офатени сите региони во Република Македонија и дадено е поголем акцент е ставен на оние региони каде што овој инструмент не само во минатото, туку и денес има својата практична примена и е дел од многобројни настани во животот на луѓето. Така да, ако ја ставиме на кантар кој регион, мислам каде повеќе се употребува оваа зурла, морам да напоменам дека овој инструмент, морам да напоменам дека доминира западниот дел од Република Македонија, меѓутоа не помалку и во Скопје, не помалку во Централна Македонија, во Велес, помалку во Струмица, во Штип речиси да нема зурладжи, тоа има зурладжи кои што се преселени и ги рачунаме како штипјани, потоа зурладжиите од Берово и можеме да кажеме дека како и да е овој инструмент на некој начин е присутен во сите региони, што укажува дека овој инструмент е длабоко вкоренет во нашата традиција, иако не се смета за автохтон инструмент, дека произлега од овде, меѓутоа со неговото присуство, со векови назад во нашата музичка и инструментална и игрорна традиција, ни укажува дека сепак овој инструмент можеме да го сетаме како дел од македонската музичка традиција. Зурлата како инструмент е старен инструмент, меѓутоа присутен и денес во ова модерно време, во својата праформа. Што сакам да кажам? Значи, зураджиската музика, она музика која го задржала својот автохтон звук. Сакам да кажам, начинот на свирење на зурла, мелодиите кои се интерпретираат на овој инструмент и не само тоа, како форма, како формација, најчесто овие инструменти настапуваат во формација 2 зурли и 1 или 2 тапана. Имаме и 3 зурли во изолирани случаи, меѓутоа најчесто 2 зурли и 1 тапан и во дебарсиот регион 2 зурли и 2 тапана. Тоа се веќе од други причини зошто е така, меѓутоа музиката која произлега од овие инструменти, од самите свирачи која свират музиката, е она стара музика. Во оној современ контекст или модерно време, како што кажавте, да, инструментот е присутен и во медиумите, и на фестивалите како пропратен инструмент каде што нема носечка улога и можеме да кажеме дека само ја обојува мелодијата во која учествува. Не е она стара зураджиска музика каде што имаме еден стил на музика, меѓутоа и тоа на еден начин ми дава за право да кажа дека овој инструмент и текако е актуелен и денес. Може би во последните 20 години и се повеќе се враќа, како што рековте, на свадби, на различни веселби и тоа е благодарение на инструменталисти како што сум јас и многу други кои што овој инструмент го внесоа и во малку посовремените контексти каде што веќе и самата музика и самите инструменти кои се присутни на нашите веселби настани се од современо производство. Меѓутоа, зураджистите се остави веќе се доста присутни како 2 зурли, 1 тапан, 2 зурли, 2 тапани, така и зурлата како дел од оркестар составен од посовремени инструменти.